Најави за денешните настани. Под мотото "Не покори слобода", Македонија го одбележува 11 октомври. По повод 11 октомври во Охрид положено свежо цвеќе на спомениците на борците од НОБ. Грст институции се грижат за урбанизмот во Охрид. Трговијата со дрва на црно посебно актуелна пред стартот на грејната сезона. Обединетите нации со осуда и за Палестина и за Израел. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид е свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло со максимални 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро и свежо. Утре во Европа, локално во северозападните, северните, североисточните делови времето умерено облачно и нестабилно, ќе има дожд проследен со засилен ветер и пад на температурите. Во останатите делови од стариот континент времето претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во четврток сончево со локална облачност и топло време. Максималните дневни температури на полуостровот во интервал од 22 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток денот ќе започне со посвежо утро и утрински температури во интервал од 3 до 12 степени. Во текот на денот сончево и топло со слаб југозападен и северозападен ветер. Максималните дневни температури утре во земјава од 21 до 29 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток свежо утро, температурата 9 степени, а времето во текот на денот сончево и топло, максималната дневна 23 степени Целзиусови. Во Охрид во петок и сабота свежо утро со температура од 10 степени, а во текот на денот сончево и топло време со максимална дневна температура до 24 степени. Во недела сончево и топло време со максимални 24 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид.
а на бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Под мотото "Не покори слобода", денеска Македонија го одбележува 11 октомври, Ден на народното востание. Централната прослава се одржа пред спомен костурницата во Куманово, каде владина делегација, предводена од председателот на владата Димитар Ковачевски, положи свежо цвеќе. Со непокор се добиени сите клучни битки во минатото за слободна и прогресивна македонска иднина. Затоа што учиме од минатото, но гледаме кон иднината, како што било, како што е и како што ќе биде секогаш. И сме пред најсериозната и неповторлива шанса за рамноправно членство во Европската Унија, во динамичен процес до 2030 година. Македонската држава да стане европска држава. Македонските граѓани да бидат европски граѓани, со достоинствен, европски квалитет на живот, како што заслужуваме. Денес, кога имаме своја македонска држава, потврдена и признаена во Европа и во светот, во која што говориме на својот мајчин македонски јазик, потврден и признаен во Европа и во светот, нашата современа битка е да не дозволиме ничии лични, партиски или други агенди, нечии туѓи цели да ни го попречат европскиот пат. По повод 11 октомври во Охрид положено свежо цвеќе на спомениците на борците од Народно-ослободителната борба. Одбележувањето на 82 годишнината од 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и почетокот на Народно-ослободителната борба, во Охрид продолжи и денес со полагање на свежо цвеќе пред спомениците на борците од Народно-ослободителната борба во градскиот парк, дворот на Основниот суд, на Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи, како и на градските гробишта. Пред великаните на НОП во знак на почит се поклонија делегации на Општина Охрид, на Советот на Општина Охрид, на Општинската организација на Сојузот на борци и на политичките партии. Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, по повод 11 октомври, денот на народното востание, упати честитка до граѓаните. Нека ни е честит 11 октомври, денот на народното востание, со кој нашиот народ на најдобар можен начин го докажа својот државотворен капацитет и право на изградба на самостојна, суверена и слободна држава. Со 11 октомври и Народно-ослободителната борба застанавме на страната на антифашистичката коалиција. Граѓаните на Македонија знаеа да го изберат доброто наспроти злото, правдата наспроти неправдата и да застанат против фашизмот како едно од најголемите зла во човечката историја. Денес, после многу години, не бледне е споменот на 11 октомври. Живо е сеќавањето на сите оние кои застанаа наспроти моќната фашистичка армада и го положија својот живот на олтарот на татковината. Слободата и мирот кои ни ги оставија нашите предци нема да дозволиме никогаш да ни бидат одземени и загрозени. Придобивките од македонската револуционерна борба не обврзуваат сите да продолжиме да ја градиме нашата татковина како современа, демократска и правна држава во која секој граѓанин ќе има еднакви можности да креира пристоен и примерен живот за себе и за своето семејство, стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Владата на крајот на месец септември го задолжи Министерството за транспорт и врски, а и му кажа на општините Охрид, Струга и Деберца,
сите урбанистичко-плански документации да ги доставуваат до Комисијата за управување со светското природно и културно наследство на мислење уште во фаза на предлог опфат, односно пред да бидат усвоени од Општинската комисија за урбанизам. Од локалната велат дека тие веќе ги следат препораките и може да се справат со предизвикот. Утврдувањето на нацрт деталните урбанистички планови во Охрид и самите постапки за нивна изработка и донесување, како и носењето на урбанистичките и плански документации, стануваат посложени. Владата на крајот на месец септември го задолжи Министерството за транспорт и врски и му кажа на Општина Охрид, Струга и Општина Дебрца сите урбанистичко-плански документации да ги доставуваат до Комисијата за управување со светското природно и културно наследство на мислење уште во фаза на предлог опфат, односно пред да бидат усвоени од Општинската комисија за урбанизам и инкорпорирани во годишната програма. Живка Ангеловска, координатор на советничката група на СДСМ, на последната седница на Советот на Општина Охрид запраша дали Општина Охрид може да одговори на ваквиот предизвик. Ме интересира ставот на локалната власт по однос на укажувањата кои што не знам дали писмено, званично, легитимно ги добила општината или во иднина ќе ги добие. Каков е вашиот став во однос на тие укажувања? Колку е општината спремна да одговори позитивно на тие укажувања? Затоа што ова што го спомнав е само едно од има повеќе работи кои што се однесуваат на општината, затоа што надлежностите се поделени помеѓу различните институции. Ниту еден план кој ние како служба го доставуваме пред советниците не е без добиено позитивно мислење од Комисијата за урбанизам при Општина Охрид и Комисијата за управување со светско природно и културно наследство во Охридскиот регион, иако станува збор само за препораки, одговори Татјана Стојчевска од секторот за урбанизам при Општина Охрид. Да ние препораки до сега ги практикуваме без обзир што нас не можеше да не задолжат, него ги задолжува министерствата. Апсолутно се е применето. Затоа што иначе обратно во Комисија за управување на природно и светско културно наследство нашите предмети не би поминуваме. Така да и во тој аспект гледаме да сме, да не кажам 100% во позитива. Владата на крајот на месец септември ја разгледа и ја усвои и информацијата за потребата од преземање итни мерки за рехабилитација на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Исто така, Министерството за транспорт и врски се задолжи, а се укажа на Општина Охрид, Општина Струга и Општина Дебрца во прецизирани рокови, секој во рамките на своите надлежности, да започнат со отстранување на бесправно изградените објекти, за кои што се издадени правосилни решенија за отстранување и за кои што се обезбедени финансиски средства за отстранувањето. Трговијата со дрва на црно посебно актуелна пред стартот на грејната сезона. Дрвократците ги соголуваат шумите на јабланица. Мештаните велат, планината јабланица немилосрдно се пустоши и од дрвократците и од концесионерите кои сечат без дозвола, за што реагирале до сите надлежни институции. Еколозите велат, дрвократството ќе се намали кога ќе има поголема заштита, односно прогласување на јабланица за национален парк, процес кој се одолговлекува речиси 15 години. Дрвократците ги соголуваат шумите на јабланица. Нелегалната сеча и трговијата со дрва на црно е особено актуелна пред стартот на грејната сезона. Полицијата пред неколку денови кај местноста Стрижак затегна дрвократци од Албанија и Струшко Велешта, одзеде поголема дрвена маса и возила. Мештаните велат планината немилосрдно се пустоши и од дрвократците и од концесионерите кои сечат без дозвола, зашто реагирале до сите надлежни институции. Од Министерството за екологија добив информација дека сеча ватеро на село Вишни до 2028 година не треба да имат, затоа што концесионерите кои што работат со шумите немаат шумско-стопанска дозвола за сеча на дрва. Еколозите велат дрвократството ќе се намали кога ќе има поголема заштита, односно прогласување на јабланица за национален парк, процес кој се одолговлекува речиси 15 години. Покрај политичката поддршка се разбира дека овој процес кој што вклучува научно истражување, јавни работилници, вклучување на местното население и анкетирање, бара и финансиски средства.
За жал, тие финансиски средства досега не се добиени од страна на државата. Јабланица од албанска страна е прогласена за национален парк. Во 2019 година иницијативата ја поддржа и македонската влада, а ветија и буџетски средства за завршување на овој процес. Локалното население со години алармира за прекумерната сеча на јабланица, велат тоа ќе донесе поплави и свлечишта. Охридскиот хор Вокс Лихнидос освои сребрен медал на меѓународен хорски надпревар во Херцег Нови, Црна Гора. Во конкуренција на 14 хорови со меѓународно реноме, Охридскиот градски мешан хор Вокс Лихнидос го освои сребрениот медал во категорија мешани хорови, со освоени вкупно 86 поени. Импресиите од настапот се уште се свежи. Диригентот Бурим Хидри задоволен од изведбите полни со емоција, што беа проследени со силен аплауз од публиката, но и позитивни коментари од останатите учесници на фестивалот. Жири комисијата во образложението на резултатите го нагласи квалитетот на избраните композиции, како и одличната соработка меѓу мене и хористите, истакна Хидри. Градскиот хор по овој извонреден успех ќе се подготвува за учество на фестивал во Темишвар следниот месец. На кинорепертоарот на Националната установа Центар за култура Григор Парличев од Охрид во сабота 14 октомври премиерно ќе се прикажува филмот М на Вардан Тозија. Филмот е копродукција меѓу Македонија, Хрватска, Косово и Франција и станува збор за дистописка бајка, во која главен лик е 8-годишниот Марк, кој во суровиот свет обземен од таен вирус е во потрага по својата мајка. Почетокот на проекцијата е во 20 часот, а цената на билетот изнесува 150 денари. Во продолжение вестите од светот. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Фолкер Турк упати итен повик до сите земји кои имаат влијание да преземат чекори за облажување на ситуацијата во Израел и окупираните палестински територии. Истакна дека меѓународното хуманитарно право мора да се почитува во сите околности. Високиот комесар кажа дека е длабоко шокиран и згрозен од извештаите за екзекуции на цивили, во некои случаи ужасни масовни убиства од страна на членови на палестински вооружени групи. Тој ги повика палестинските вооружени групи веднаш и безусловно да ги ослободат сите заробени цивили. Истакна дека од витално значење е секој што е лишен од слободата на окупираната палестинска територија и во Израел да се третира хумано. Информациите собрани од Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации покажуваат дека израелските воздушни операции исто така погодија големи стамбени кули во Газа и други стамбени згради низ Газа, училишта и простории на Агенција за помош и труд на Обединетите нации, што резултираше со цивилни жртви. Земјотрес со јачина од 6,3 степени по Рихтер ја погоди денес западната афганистанска провинција Херат, принудувајќи ги властите да ги преместат екипите за помош и спасување кои се на терен по серијата смртоносни потреси во текот на викендот. За сега нема детали за жртви предизвикани од последниот земјотрес. Во земјотресите на 7 октомври досега загинаа најмалку 2400 лица, соопшти владата. Германскиот истражувачки центар за геонауки соопшти дека епицентарот на последниот земјотрес бил на длабочина од 10 километри. Канцеларијата на гувернерот на Херат објави дека некои области во соседните делови кои биле целосно срамнити со претходните земјотреси претрпеле огромни загуби. Повеќе од 2000 луѓе бегле повредени во повеќекратните земјотреси кои пред неколку дена урна илјадници домови во северозападно од градот Херат. Здравствениот систем на Афганистан, кој во голема мера се потпира на странска помош, исто така се соочи со сериозни мерки и намалувања. Сите летови на аеродромот Лутон во Лондон денес беа откажани и од жителите беше побарано да не патуваат таму откако голем пожар го зафатил паркингот на терминалот. Од аеродромот соопшти дека пожарот се проширил од автомобил без да наведат дополнителни детали. Во гасењето на пожарот кој зафати половина од катна гаража учествувале 15 противпожарни возила. Паркингот на терминалот претрпел значителна структурна штета и до 1200 возила можеби биле на паркингот во моментот на пожарот, а можеби биле оштетени потоа, соопшти противпожарната служба на Бедфордшир. 4 пожарникари се пренесени во болница поради дишување чад. Летовите биле прекинати до 12 часот поради безбедноста на патниците и персоналот. Соопштуваат од аеродромот. Стотици луѓе во моментов се блокирани во Лутон без начин да се вратат дома. Многумина потврдија за BBC дека нивните автомобили се на паркингот. Лондонскиот аеродром Лутон е 5 поголеми на аеродром во Обединетото кралство по Хитроу, Гетвик, Манчестер и Станстед.
Оштетување на подводен гасовод и телекомуникацијски кабел што ги поврзува Финска и Естонија под Балтичкото море е резултат на надворешна активност, објави финската влада. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг рече дека НАТО ги споделува своите информации поврзани со штетите и е подготвен да застане со сојузниците. Финска влезе во НАТО во април годинава, а Естонија е членка од 2004-та. Гасоводот Балтички конектор, долг 77 км, беше затворен рано во неделата, поради згриженост дека тече газ. Финскиот оператор Газгрид рече дека поправките може да траат со месеци или повеќе. Финските медиуми пишуваат дека постои сомневање дека Русија го извршила нападот и го оштетила гасоводот. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.